На прагот на ковид вакцинацијата во нашата земја, лекарите потсетуваат дека колективниот имунитет ќе се стекне само преку имунизација на населението и препорачуваат граѓаните да се вакцинираат. Објаснуваат дека ваквите препораки особено важат за ризичните категории, како здравствениот персонал кој секојдневно има контакти со пациенти, хронично болните, како и повозрасните лица. Со вакцината, ранливите групи ќе добијат заштита од коронавирусот, кој кај нив може да предизвика сериозни здравствени компликации. Раководителот на инфективното одделение во Гостивар, доктор Ратко Наумовски, е дециден во ставот дека граѓаните треба да ја прифатат вакцината како сигурна анти-ковид мерка. Вели дека ќе прими вакцина, затоа што и самиот спаѓа во ризична група како инфектолог, но и како лице со дијабет. Камо да дојде вакцината и да почнеме да си ја примаме. Затоа што ќе се створи еден колективен имунитет, што ние маските кажаме дека ќе се носат до и понатаму, да. Може и али друго е кој ќе си вакциниран на некој начин. Јас еве како дијабетичар примам за сезонски грип скоро 12 години, многу ме штитат бидејќи јас се наоѓам со луѓе, мислам работам со луѓе овде кои што со грипови доаѓаат со секакви катерални симптоми и јас морам да бидам вакциниран, да бидам заштитен бидејќи не е исто мене да ме фати некој здрав човек. Од денес е пуштена во употреба веб страницата за закажување термин за вакцинација. Пријавувањето е едноставно со внесување име и презиме, матичен број и телефонски број. Потоа системот преку SMS порака испраќа код кој граѓанинот треба да го внесе во обележаното поле. Одбира пункт на вакцинација, внесува мејл адреса и го испраќа барањето. По ова, системот автоматски ги обработува податоците и поканата за примање вакцина е според распоредување во приоритетните групи. Веб страницата вакцинација.мк поголемиот дел од денот беше со преоптоварен сообраќај, поради што граѓаните не можеа да се пријавуваат. Националниот план за вакцинација во Македонија ќе се одвива во 3 клучни фази, почнувајќи од здравствените работници и сите лица над 70 години во првата фаза. Вакцинација ќе се врши во постоечките вакцинални пунктови. За секој граѓанин кој ќе ја прими првата доза, веднаш ќе биде резервирана и втората, што треба да ја прими по 21 ден.